просто човек да не знае од кај да започне, бидејќи секој нормален жител на оваа држава мора да биде загрижен. Нападнати сме од сите страни во една бескрупулозна борба која за нас значи опстанок или нестанок и навистина човек не знае од кај да почне. И што е најлошо, она типично наше македонско, онај наш историски синдром, ние меѓу себе се спремни да се уништуваме, меѓу себе сме се убивале, а како што изгледа така и продолжуваме. Повод за темата на оваа денешна емисија се изјавите на лидерот на опозицијата во Швајцарија, од каде, да не одиме во сите детали, ни порачат две клучни работи. Првата, посуштинската е потребата да се надградувал Охридскиот рамковен договор. Еве што тој тамо тачно кажа. Мора да се оди преку него, преку Охридскиот рамковен договор, доколку сме верувале во еднаквоста и равноправноста. Тој нагласил дека рамковниот не бил доволен и требало да се напуштаат рамките. Значи тој да се надградува и додал зошто во 21. век 25 години независна Македонија да има рамки на ограничувања. Ке ве уверувам, не, ќе веруваме во не, вели, ќе веруваме во еднаквоста и равноправноста и ќе му помогнам на мојот сограѓањен албанец, рекол Заев. Почитувани, тоа е изјава на лаик, кој не разбира ништо од политиката, кој може да нешто знае за општина и слично, меѓутоа ништо подалеку, бидејќи ако малку повеќе знае, ако следи што се случува со оваа држава 25 години, ќе му било јасно дека Охридскиот рамковен договор, кој е всушност мировен договор, последна војна наметната од Соединените американски држави извезена, односно увезена кај нас од Косово, со цел да се руши македонската нација, македонскиот народ и македонската држава. И кога таа војна не успеа, беше донесен Охридскиот рамковен договор. И знаете, тој точно така се вика рамковен, бидејќи треба да биде една основа која ќе ги залаже македонците, а ќе биде основа за понатамошно разбивање на македонскиот карактер на оваа држава, со кој договор де факто веќе во многу што е тоа и направено. И бидејќи тоа е мировен договор во основата, мировните договори не се надградуваат. Мировните договори не се преиспитуваат. Ако е така, зашто ние да не го поставиме прашањето на Букурештскиот мировен договор од 1913 година и да бараме да се ревидираат некои да се ревидира, например, распарчувањето на Македонија. Меѓутоа, назад нема. Тој рамковен договор кој ние самите не знаеме што и како е и зашто уште имаме некој секретаријат во владата за негово спроведување, кога тој рамковен договор е вграден во уставот, уставот е кардинално променен, целокупниот уставен породак е променен на еден катастрофален начин за македонците и во законите и сега неговата вредност, неговата влијание, неговите последици се завршени. Ние се можеме да зборуваме само за менување на уставот, кој за жал го пренуваат одредени сили и да зборуваме спроведување на законите. Тука сигурно има простор за некои подобрувања, меѓутоа не можеме да зборуваме за надградба на Охридскиот рамковен договор, бидејќи тоа погубно за оваа држава и за овој народ. Тоа што на таа тема, на таа музика свират албанците, тоа е разбирливо. Нивната цел е да оваа држава стане се албанизира, да се федерализира и да на тој начин тие на некој божемски станат равноправни. Ние во продолжението на оваа емисија ќе објасниме поопширно и подетално сите тие заложувања нивни, бидејќи само ќе споредиме случајот со Косово, кој во рамките на Југославија ги имаше сите прерогативи на република, имаше своја влада, своје собрание, своја народна банка имаше, верувале, не како провинција, како автономна покрајна, нели така, како социјалистичка автономна покрајна, имаше дури своја академија на науките. А тие бараа република само за едно единствено да можат да се оцепуваат. Сите републики имаат право на како федерални единици се оцепуваат, покрајните нема. И што се случи? Значи, тие игра на таа карта, правеа све како што не треба за во однос на федерацијата, за своите интереси, да. И
koji je konačni rezultat? Kosovo se odcepi i Srbija je na neki način desetkuvana, međutim da budemo jasni, teritorija na Kosovo je nekada oko 20% ili pomlace, mislim, 18, nisam siguran, nisam go proveli taj podatak, od skupната teritorija na Srbija, dodeka ova što saka da go odcepat albanski te nacionalistički krugovi, otprilike 40-50% od Makedonije, drugi dol će biti nefunkcionalen. So to znači se raspliva državata. U ponuđenju će objasniti podetaljno, međutim, сега da ne bude sosema jasno i da ostane bez nikakve dilemi, дека založbite koji gi artikuliraše zajevo Švajcarija se uništuvački za ova država, to neko je bilo predavstvo, to predavstvo je mal zbor za takvo nešto, to je dokaz za celostno nerazbiranje na uslovite vo koji žive i se održava ova država, za uslovite vo koji žive ovaj narod, znači to pokažuva jedan diletantizam od maksimalen karakter i pokažuva nešto što nema skrupuli i nešto što očajnički se obiduva da dobije vlast ova država. I zato na 11. oktobra to ne sme u nikoj slučaju da go dozvolime.